Вие сте представникот од Сојуз на борци. Почитуван председателе доктор Никола Стојановски. Почитувано семејство. Почитувани присутни. Денес, кога го испраќаме нашиот председател во вечното почивалиште, дозволете од името на Сојузот на борците од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941-1945 и граѓаните продолжувачи да ги акцентираме неговите активности, неговиот животен пат исполнет со многу предизвици, како лекар, антифашист, пратеник и јавен деец. Животот го започна, секако дека знаете, во 1923 година во селото Скачинци, тука во Велешко. Како гимназијалец во Велес се вклучил во штрајкот против наставата на бугарскиот јазик. Потоа се вклучува во народно-ослободителната борба и партизанското движење. По ослободувањето го продолжува своето образование на медицинскиот факултет во Белград, каде и го завршува во 1952 година, а специјализација педијатрија во 1958 година во Загреб. Оставил длабока трага во македонското здравство, работејќи и лекувајќи ги нашите најмили децата, а подоцна се стекнал и со научното звање доктор на медицински науки. На првите парламентарни избори 1990 година е избран за пратеник во Собранието на Република Македонија и како највозрастен пратеник на 8 јануари 1991 година ја отвори и води конститутивната седница на првиот повеќепартиски состав на македонскиот парламент до изборот на негов председател. Во наредните децении беше еден од најпрепознатливите лица на Сојузот на борците од Народно-ослободителната антифашистичка војна, а како долгогодишен председател на главниот одбор, а потоа и како почесен председател на организацијата, се залагаше за зачувување на антифашистичките вредности, историската меморија и достоинството кон учесниците од Народно-ослободителната борба. Често учествуваше во одбележување на значајни настрани од славната македонска историја, а беше дел од јавниот живот, учествувајќи и сведочејќи за периодот кога се ударени темелите на современата македонска држава. За својот придонес, доктор Никола Стојановски, како лекар, борец и општественик, е добитник на многу награди и признанија. А посебно ќе истакнам наградата од председателот Стево Пендаровски во 2022 година, кој што го одликува со медал за заслуги за Република Македонија. Заминувањето на доктор Никола Стојановски предизвика големо внимание во јавноста, во медиумите, на социјалните мрежи. Скоро и да нема медиум кој што него потенцира неговото заминување. Од разни организации, физички лица кои ја потенцираа загубата на македонското општество со заминувањето негово. Некој ќе напише: заминувањето на доктор Никола Стојановски е загуба за македонското антифашистичко движење. Друг ќе напише: голем човеку, токму на најголемиот ден на Македонија реши да не напуштиш. Или наместо мирна пензија избра да бидеш гласот на слободата. Друг ќе напише: идеалите и стремежот на борбата за Македонија никогаш не згаснаа во тебе. Медиумите и социјалните мрежи се исполнети со жал за заминувањето на доктор Никола Стојановски. Почитувани присутни, дозволете во ваше и во моје име да му се заблагодарам на доктор Никола Стојановски за неговиот влог во борбата за слобода на Македонија, за неговиот влог во здравствениот и општествениот развој, демократските процеси на независна и самостојна Република Македонија и големиот влог за успешното водење на боречката организација на Македонија. Нека му е вечна слава. Слава.